Краток вовед за оно што се случува денес, а тоа е тркалезна маса на тема развојни трендови во земјоделскиот сектор во ЦЕФТА регионот, основа за поголема конкурентност на пазарите во ЕУ. Краток вовед, а потоа ќе имате можност тука со присутните, односно министрот за земјоделство, директорот на Агенцијата за храна и ветерина и деканот на факултетот за земјоделски науки и храна, да ги чуеме и нив, да поставите прашање доколку има. Значи, не случајно беше избрана оваа тема за тркалезната маса, ако се има во предвид фактот што најголемиот дел од размената, односно од извозот на Македонија во ЦЕФТА земјите се заснува токму на земјоделските производи, а и генерално најголемиот дел од размената помеѓу земјите од регионот, повеќе 60% отпаѓа на земјоделскиот сектор. И неминовно потребата за организирање на една ваква тркалезна маса беше повеќе од очигледна, бидејќи ако деловната земјица од регионот не ги следи новите трендови во земјоделското производство и пред се производството на здрава и органска храна, во тој случај ќе се соочиме со помал извоз и нови производи не само од регионот, туку и во земјите на Европската унија. Инаку на оваа тркалезна маса се очекува да се чујат, да се направи едно резиме каква е состојбата во земјоделскиот сектор, посебно во делот на органска храна, кои се проблемите, предизвиците и кои се насоките за земјоделскиот сектор генерално, а и особено за овој сегмент од земјоделието, односно органската храна. Доколку не се преземат конкретни мерки и чекори, во тој случај производители нема да го одржат ниту она ниво кое го имаат до сега, особено ако се земе во предвид фактот што земјите во регионот интензивно работат на развојот и на земјоделството, а особено на производството на органска храна и се далеку пред нас, додека како резултат на не баш добрата земјоделска политика мора да се истакне, ќе нас земјоделското производство стагнира и немаме никакви резултати. Практично нов момент морам да напоменам и сите погледи сега се свртени кон Трст, каде што се очекува потпишување на една ваква спогодба за заедничка економска зона, со која практично ќе се усогласат прописите и процедурите. Нешто што е многу значено за домашните производители и извозници, затоа што во изминатиот период не беа постигнати некакви резултати, бариерите се уште постоева на еден начин. Секоја земја настојуваше да го заштити своето производство и на овој начин компаниите се очекува да зголемат нивната конкурентност на производите, ќе дојде до израз висока продуктивноста на трудот на секој стопански субјект, а од друга страна со заедничка промоција и на регионот ќе се услови можност за зголеме извоз, не само во ЦЕФТА земјите и во Европа, туку и во трети земји. Мене ми е драго што денес заедно со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, со деканот на земјоделскиот факултет, а на покана на Стопанската комора сме тука се со цел да дискутираме и разговараме, да ги слушнеме сите проблеми, сугестии и идеи во делот на органското производство, а кој што е чисто аспект и фокус е ставен на денешната тркалезна маса, поврзана со пред се со трговската размена на државите од ЦЕФТА регионот. Земјоделско-прехранбениот сектор во државата е особено важен затоа што опфаќа голем број на граѓани кои што се занимаваат со оваа дејност, што дејност е основна, но и остваруваат дополнителни приходи од оваа дејност, која што во извозот учествува некаде со 17%, а висок е и процентот во делот на вкупниот бруто домашен производ. Затоа, од тој аспект, владата на Република Македонија ја праќа пораката дека ќе даде силна поддршка на долгорочниот и системски развој и реформи токму во овој сектор. Програмата на владата на Република Македонија предвидува зголемена поддршка на целиот сектор во износ од 160 милиони евра годишно. Тоа значи дополнително финансирање на земјоделското производство од година во година во државата. Во делот на органското производство, секако дека преку мерките во рамките на програмата, преку програмите кои што во следниот период ќе се носат, ќе предвидиме и дополнителни субвенции, и дополнителни нови мерки кои што ќе значат модернизација на органското производство, но и засилена поддршка на извозот и на промоцијата на органските производи. Тоа се основите, тоа се фокусот кој што ќе биде наш во работата во периодот што следи.
токму затоа ја гарантираме зголемената поддршка на целиот земјоделски сектор од 160 милиони евра. Дополнително, за нас е вредност да се слушнат сите проблеми, сите сугестии, сите мислења и заедно и со комората, заедно со факултетот, заедно со надлежните институции, час поскоро да се фокусираме од дневните кон долгорочните системски решенија кои што како општество и како целина мора да ги понудиме во периодот што следи. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е секогаш тука и да помогне и да ги слушне сите сугестии, но и да ги координира сите активности се со цел изголемено производство, изголемена конкурентност, изголемен квалитет на земјоделските производи кои што се произведуваат и извезуваат од Македонија. Благодарам. Тоа се производи кои што имаат дополнителна вредност, тоа се производи кои што се барани од светските пазари, но ние како држава, како Република Македонија имаме исклучително и климатски и почвени услови токму за развој на органското производство. И кога велиме за зголемена поддршка генерално преку програмите на владата на Република Македонија и зголемувањето на финансиската поддршка од 100 на 160 милиони евра, акцент сигурно дека мора да ставиме токму на органското производство, за кое што имаме најмногу и услови, кое што може да понуди и производи со дополнителна вредност, производи со поголем квалитет, производи кои што се барани од светските пазари. Затоа со еден голем фокус на ова производство сметам дека на долг рок ќе ги немаме тековните проблеми и прашања кои што моментално ни се јавуваат во делот на земјоделското производство и во производството и во делот на откупот и во делот на цените. Затоа силен акцент како влада мора да ставиме и да дадеме силна поддршка токму на органското производство. Почитувани, Агенцијата за храна и ветеринарство во рамките на своите надлежности има активна улога во реализацијата на мерките и активностите кои се поврзуваат со органското земјоделско производство. И тоа во делот на контролата на производството, преработката и ставањето во промет на органската храна во Република Македонија. Контролата се спроведува во согласност со општите безбедности барања за храната и посебните безбедностни барања за органската храна кои се става во промет во Република Македонија. Исто така, согласно контролата на информациите на означувањето на производите, кои се органските производи, кои се ставаат во промет во Република Македонија, со цел да се избегне доведувањето на потрошувачите во заблуда. Органската храна е храна со посебен квалитет, кој што е препознаен насекаде во светот, па и у потрошувачите во Република Македонија. Согледувајќи го овој факт и тренд на раст на побарување на ваквите производи од страна на потрошувачите, Агенцијата уште во 2014 година ја проширува својата програма за безбедност и мониторинг на органските производи. Ова подпрограма од 2014 па до денес редовно се планира и се спроведува. Географската положба, климатските услови и кажеме оној посебен вкус и квалитет што го обезбедува македонскиот производ се уште овозможува истиот да биде добро препознаен на пазарите во бивша Југославија, Источна и Средна Европа. Сето тоа во поглед на Европската унија, да кажеме, во следниот период очекуваме дека ќе биде исто така препознаено. Единствен проблем што можеме да кажеме, да нагласиме токму на ова тркалезна маса е продуктивноста и конкурентноста на македонскиот производ во споредба со земјите од Европската унија, што е резултат генерално на да кажеме на слабото воведување на современи технологии во земјоделското производство, кои што може да се надоврзат со традициите и навиките кои што ги имаат нашите земјоделски производители, послабо вложување во нови современи технологии, расцепканоста на површините и така натаму. Се надеваме во следниот период преку нормално учество на Факултетот за земјоделски науки и храна, преку различни образовни програми, обуки, преку
неформално образование, да помогнеме значи нашите производители да го зголемат производот од единица површина и истиот да биде многу поконкурентен на пазарите во Европската унија и во регионот.